Od za nas непознати и неидентификувани сторители биле исфрлени символите, инвентарот, документацијата, дипломите, признанијата и наградите, што за својата мощна, успешна, плодна и богата активност му биле доделувани на македонско-хрватското друштво во Тетово. Откако е извршено сквернавење на написот на главната влезна врата, без ничие одобрение и на незаконски начин, биле сквернавени и исфрлени од просториите во зградата на поранешниот Центар за информирање и издавачка дејност и Радио Тетово, а кои се на управување на локалната самоуправа. Потоа засога непознатите сторители ги отстраниле бравите од влезните врати на просториите кои врз основа на одлука во писмена форма и формулирани во договор кој е валиден и на сила и поставиле нови за да се попречи влегувањето и оневозможи работењето и функционирањето на македонско-хрватското друштво во Тетово. За овој вандалски чин и овој вид самоволие и беззаконие ја известивме амбасадата на Република Хрватска во Македонија, Општина Тетово и секторот за внатрешни работи Тетово, изјави секретарот на Македонско-хрватското друштво Тетово Неделко Ромац. Наши работи се исфрлени, се наоѓаат во ходник и во друга канцеларија. Наиме, пред известно време ни е најавено да ќе да добиеме друга просторија, меѓутоа до ден денес не добивамо никаква просторија, не добивамо никаква друга адекватни услови за рад и непознати лица одлучили да нас избаце. Пред 5 дана ми дојде секретар во канцеларија горе и ми рече да треба да напустимо канцеларија. Меѓутоа, ја му речем во ред, нема проблем, отидов во општина, кај секретар. Кој секретар? Кај госпоđа Теутина Зири. И ми објасни се. Рече, каже, во ред, каже, чекајте известно време, па ќе решимо. Утре ден го известив одговорното лице во зградата. Он рече, каже, мора да се иселите. Каже, дајте ми документ со оглед да имамо договор за користење на таа просторија. Он рече, ја ќе да разбиjem. Разбите. Што утредан и направи. Во четврток дојдов, канцеларија беше заменета, односно канцеларија беше променета брава и не можем да приступим кон своји документи. Во петок со бајле дојдоа двајца мајстори, ги исфрлија ствари од канцеларија, пријави у општина, пријави у полиција, записник, што ќе да биде дале, не знаем. Меѓутоа, чињеница е да се врши обструкција на рад на нашето друштво, дали е то тенденциозно или е нечiji хир, ali ovakav način i postupanje je malo na varvarski. За сета ова работа е известен и амбасадорот на Република Хрватска во Македонија и по негова препорака смо и пријавили обивање на канцеларија и да ги известимо и медиуме да би нам се евентуално сутра пружила и омогучило да нормално може друштво да ради у нормални условима. Посебно имајќи предвид дека имамо и волонтер из Американски волонтерски корпус и сега он нема услова за нормална работа. Не знам име и презиме шеф тука што е. Мислим да се зове Фатмир. Други особи не знам по име. А полиција ги е узела податке, зеде сите потребни снимци и друго
што треба. Исход, крајни исход, не знаем уште. На овој вандалски чин му претходеше и оневозможувањето на нашата пејачка група да ги користи просториите во истата зграда, а за заканите од неовластени лица вработени во општина Тетово во писмена и усмена форма сме ја известиле повеќе пати градоначалничката и секретарот на општина Тетово, кои не само што не ни одговорија на доставените пријави и барања, туку наспроти нашата упорност секогаш одбегнувале да не примат на разговор, тврдат членови на Македонско-хрватското друштво од Тетово. Илија Илиевски е тетовчанец, меѓутоа мајка му е од Далмација и еден од поактивните членови на Македонско-хрватското друштво во Тетово. Илија, еве вие бевте сега пред малку во просториите и го видовте вандалскиот чин. Точно така, пред некој ден бевме заедно со господинот Ромац да се консултираме со локалната власт докаде е проблемот кој е наметнат не од наша страна, него од страна на локалните власти. Добивме одговор дека ќе добиеме друга просторија, меѓутоа за денеска беше зборот да добиеме бараките на општина Тетово, но очигледно гледаме дека нешто друго се дешава. Обиени се вратите, обавестена е полицијата, информиран е амбасадорот, амбасадата Хрватска во Скопје за овие случувања и моментално не знаеме. Ова се дешава од летоска, кога едни простории се одземени, не знам од кои причини, каде што вежбаше музичката секција. Дечките го представуваат градот и Република Македонија. Тетовчани се и кубурат сега моментално едва нашите простори, а не представуваат во Европа. Без образложение се истерани, наводно ќе им се овозможи. За овие 5 месеци стапивме неколку пати во контакт со локалната самоуправа, чекаме одговор од градоначалничката, немавме можности да се видиме со неја. Па оставаме на амбасадорот да го реши понатаму прашањето. Градоначалничката Теута Арифи е и писмено обавестена, и усмено е кажано на незините надлежни да стапиме во контакт, да направиме заеднички состанок и да најдеме решение за овој наш проблем, што мислевме дека не е проблем, меѓутоа испадна така, да сега сме на улица, чисто. Не знаеме како ќе обстанеме понатак. Нашите обиди да се слушне и ставот на општина Тетово не вродија со образложение дека денеска биле презафатени.